Почитувани присутни, марионетската власт во Скопје вчера употреби брутална сила. Беа тепани жени, деца, председатели на партии, беше тепан македонскиот народ. За нас изненадувањето е големо, бидејќи според наше сознание министерот Спасовски ја издал наредбата полицијата да реагира токму во моментот кога протестот беше мирен. Од сите камери присутни на настанот, како и полициските камери, јавноста може да види дека токму во моментот кога реагираше полицијата, во тој момент демонстрантите веќе мирно протестираа и единствено што правија го извикуваа името на државата. Постои сценарио да сеисценира судар меѓу македонската полиција и македонскиот народ. Исто така после настанот, неосновано апсени се голем број деца кои што единствена нивна вина беше вчера што ја искажаа својата демократска определба и својата патриотска определба спрема Република Македонија. Односно поточно беше искажан народниот револ против промена на името, против невиденото предавство што го прави марионетска власт во Скопје, купена и корумпирана од странски центар. Македонија веќе може слободно да кажеме дека живее во мрачно доба на новиот светски поредок и ги живее најтешките денови од својата работа. Фрлена на колена, згазена со разноразни шарени револуции, со специјални операции на западните служби. Затоа единствена Македонија ја повикува меѓународната заедница, и тоа Русија, Кина, Турција, кои не се дел од тој темен светски поредок, за отварање на македонското прашање, за кршење на основното човеково право на македонците за самоопределување и самоименување и да се формира една меѓународна комисија за истражување на сите настани од последните 3 години, каде системски сите не сведоци како се урива уставниот поредок на земјата. Јас како директен учесник во вчерашните настани можам со цела одговорност да потврдам дека полицијата употреби прекомерна сила и неосновано надвор од сите правила за работа на Министерството за внатрешни работи употреби физичка сила, како што спомнав, према македонскиот народ. Исто така, дали во ова сценарио се вклучи моментот што јас можам да потврдам, бидејќи бев во непосредна близина на полицијата, вчера речиси целата полиција беше составена од албанци, некаде околу 90%. Дали министерот Спасовски сметал дека на таквиот начин полицијата ќе биде уште повеќе мотивирана да го тепа македонскиот народ? Исто така, во еден момент дури полицискиот кермелин тргна да го гази народот, во кој што јас реагирав од моја страна со цел да биде спречен таа намера Херминот да го гази народот, и во тој момент од самиот Хермин исто јас се здобив со тешки повреди на носете, а исто така во моментот кога полицискиот службеник што го управуваше Херминот, кога кажа дека тука ќе застанат и нема да продолжат спрема народот, пошто јас слегнав од Херминот, меѓутоа во тој момент надвор од сите прописи фрлија шок бомби и солзавец, и со што почна големата операција на тепање на македонскиот народ. Единствена Македонија го повикува целиот македонски народ на сенационално обединување и од денеска ние ќе покренеме една иницијатива за семакедонско обединување на сите патриотски сили во земјата, како политички партии, здруженија, поединци, со еден збор сите искрено настроени патриоти во земјата. Од една едноставна причина, бидејќи новата легална власт на единствена Македонија која се навестува и која доаѓа, ќе расчисти со сите национални предавници во земјата. Имајќи во предвид дека ние располагаме со знание, дека наредбата е дадена директно Спасовски, од оваа пресконференција денеска го повикува бараме оставка од министерот за внатрешни работи и очекуваме марионетската влада во Скопје барем да одговори на овој чекор и да ја усвои ова наше барање, кој што е барање на македонскиот народ, бидејќи како резултат на таа прекомерна сила мора некој да одговара. Ќе расчистите со предавниците? Новата легална власт на единствена Македонија, која многу набрзо ќе дојде, ќе расчисти согласно законите кои ќе произлезат од новиот македонски устав. Не е тоа закана? Закана е за предавниците. Тоа не е закана, тоа е расчистување со предавниците. Како успеавте да ги изброите сите полицајци кои беа многу вчера, дека сите биле албанци 90%? Имате ли некој супер сили кои што народот не ги знае? Јас бев цело време во близина на полицискиот На сите? Точно беше таа. Буквално пред сите кога сакаа да тргнат према масата од едниот до другиот крај, буквално јас го прошав целиот тој ред. И според говорот можам да заберем дека во најголем дел полицајците беа од албанска националност. Дали сваќате дека со оваа изјава на индиректен начин повикувате на меѓуетничка војна?
Каѓари тука не веќе војна. Албанци. Ние повикавме оставка од министрот Спасовски, бидејќи вчера ја пушти полицијата да го тепа народот токму во моментот кога ситуацијата беше смирена, кога луѓето изискуваа пароли Македонија, Република Македонија, така да во тој момент немаше никакви инциденти. Дали сте се слушнале со некаква друга организација слична на вашата пред да повикате на национално обединување? Ние од денеска покренуваме иницијатива за сите демократски и патриотски сили во земјата, било партии, било здруженија, било... Без да се консултирате повикувате, така? Да, покренуваме иницијатива. Покренуваме иницијатива за семакедонско обединување на сите патриотски сили во земјата, бидејќи ние сме исправени пред еден голем предизвик. Гледате што се случува во земјата, едно целосно обезличување и уништување на македонскиот народ. И ние тоа мора да го спречиме и ќе го спречиме и ќе расчистиме со националните предавници. Уште една. Вие како голем патриота, доколку видите некого со руско знаме качен на полициски джип на македонската полиција, како би го коментирате тоа? Тоа е нормално истражување на народен протест. Со руско знаме над полициски джип на македонската полиција. А може да ви на прашање да зборам со контрапрашање? Не, вас ве прашам, вие сте тој што... Еве, ние бевме на тоа е протест кој што не беше во наша организација, него некако единствено регионе го поддржав. И имаше таму и наши активисти, и на тие протести ние, како приметивте, имавме знамења со македонското знаме, со 60 кракото сонце и руски знамења. И впрочем, нашата определба не е тајна во Македонија. Јавно сега големи патриоти откриваат големи тајни, па вчера имало проруски настроени сили, русофили како со тие навреди, па не е тајна, не откриваат големи тајни на 21 јануари. Кога се ребрандиравме, јавно кажевме дека стратешки сојуз со Русија, тоа е тајна. Министрот за надворешни работи Лавров го поздрави договорот за името. Може би и не сте во Италија, ниту со Русија. Вака сега, јас сум изненаден од което непознавање како новина. Имаше демант од руската држава, преку руската амбасада, дека тоа е една голема лага. Така да ме изненадувате, како прашање како новина. Не ги пратите стовите. Ако тоа се ви благодарам на вас.